Најново издание на регионалните вести. Југохром од Јегуновце привремено ќе престане да работи. Денеска оттаму соопштија дека печките доброволно ќе ги згаснат во јануари и февруари поради аерозагадувањето на Тетово. Од 31 декември до крајот на февруари Југохром нема да работи, информираа денеска со соопштение од управата на Југохром Фероалојс од Јегуновце. Одлуката за доброволно гаснење на двете печки кои сега се во функција, односно за целосно затварање на капацитетот, според управата била донесена доброволно, бидејќи имале слух за состојбата со загадувањето на воздухот во Тетово. Но како што се наведува во нивното соопштение, тие и понатаму остануваат на ставот дека нивната фабрика не е единствениот, а уште помалку најголемиот загадувач во регионот. Според првите луѓе на Југохром, времето од 2 месеци, јануари и февруари, кога фабриката нема да работи, е период кога метеоролошките услови најмногу влијаат на загадувањето. Од управата на Југохром информираа дека паралелно со прекинот на работата ќе продолжат со сите планирани и веќе договорени активности за целосна примена на сите еколошки стандарди, согласно законските прописи, односно воведување на системот за отпрашување во планираниот рок. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Со мобилни мерни станици Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа ќе ги мери сите компоненти на загадувањето на воздухот, индикаторите и неговиот тек. Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа гради мобилни мерни станици, кои ќе ги мерат сите компоненти на загадувањето на воздухот, проект под покровителство на Министерството за животна средина и просторно планирање. Првите резултати се очекуваат за 3 месеци, што ќе биде поттик за научно дефинирање на оваа проблематика. Базата на податоци ќе биде достапна на интернет. Институтот за животна средина и здравје на нашиот универзитет активно се обидува да допринесе во овој проблем кој денеска не само го освеќаме тоа годишен. За ваша информација, ние веќе реализираме еден проект под покровителство на Министерството за животна средина и просторно планирање, кој се однесува за градење на мобилни мерни станици, самоодржливи од аспект на енергијата, кои ќе ги мерат сите компоненти на загадување, а мобилноста ќе овозможи да таа студија не ги опфати само индикаторите од еден извор кој не е владин, туку наш извор на податоци, исто така ќе ни овозможи и тековите на загадувањето да ги мериме. Сега сме во фаза на веќе сме ги идентификувале компанијата и продуктите кои се во моментот можам да кажам најквалитетните продукти произведени во светот. Тие ќе бидат во Тетово преку нашиот институт и сите тие податоци градиме база на податоци кои ќе бидат за сите тие податоци ќе бидат можни да ги имаат достапноста ќе биде отворена и за Министерството за животна средина, исто така секој кој ќе посакува да гледа овие индикатори или овие наши анализи ќе бидат достапни преку нашите веб сервиси. Значи, според динамиката на реализираниот проект, се надевам дека после 3 месеци веќе ќе имаме први резултати и кои се надевам ќе дадат еден добар поттик за научно дефинирање на оваа проблематика, која не е лесна. И ова може да биде еден од нашите допринеси. Другите допринеси веќе ги гледате и кажат дека нашиот универзитет скоро е нула емисија на загадување и освен нашиот допринес за другите, јас би правил една порака секој нека мери колку он придонесува во ова загадување и да даде
допринес за тоа земање во обзир комплексен процес да даде допринес да ова се подобри. Ние како институција тоа го даваме, исто така и како домаќинства, сите треба да даваме наш придонес. Проблемот со аерозагадувањето е присутен повеќе години во Тетово. Вчера во 18 часот беа измерени 878 микрограми на метар кубен воздух на PM10 честички, односно речиси 18 пати повеќе од дозволените концентрации. Од изминати 357 дена во годината, 336 дена тетовци дишеле загаден воздух. Колку за подсетување, во интерес на човековото здравје во една година дозволени се само 35 такви дена. Општинската организација на СДСМ Тетово на пресконференција обвини дека акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор со асистенција на полицијата предпладнево, насилно и незаконски ги обиле нивните простори со цел да извршат мерења за изработка на геодетски елаборат. Налогот кај ви се да дојде тука, да обијате налогот. Значи, наместо овој да не штита нас од криминалци, те на криминалци да помага. Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор изврши неовластен упад со обивање на просториите на општинската организација на СДСМ Тетово, обвини на пресконференција општинската организација на СДСМ Тетово. Според партијата обиени се неколку канцеларии со цел да се изврши мерење за изработка на геодетски елаборат, но како што истакна од партијата, акционерското друштво нема никакво право врз просториите. Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор не располага со правен основ да изврши невластен упад во просториите на ОНА СДСМ Тетово. По основ дека е потребно да се изготви геодетски елаборат, како собственик се јавуваат и доставуваат барање за да се дозволи премер на земјиштето, односно на објектот кој е изграден врз земјиштето. Бидејќи истите не располагаат со правен основ, односно не се собственици на објектот, немаат основ со кој би ние дозволиле да вршат упад, а уште помалку да обиваат брави. Имено се обиени 4 брави од 4 различни простори кои се канцелари кои ги користи ова општинска организација. Ви го приложувам решението со кое општина Тетово го пренела правото на користење, на трајно користење на општинската организација на СДСМ. Еве го и делбениот биланс со кој владата на Република Македонија овој објект го пренела во собственост на општината, која покасно располагала по истиот. Од СДСМ додадоа дека при упадот им биле заменети бравите на нивните канцеларии. Општинската организација на СДСМ Тетово е свесна за начинот на владење изминативе 10 години. Насилието кое се правеше врз поединци и групи, а особено беше интензивно против политичките неистомисленици, беше главен адут да се опстои и да се владее. Правото и законите, а особено правдата како вредност, беа целосно напуштени. За обвинувањето на општинската организација на СДСМ Тетово од акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, за сега нема никаков коментар. Полициски билтен. Во Тетово лишени од слобода 2 лица осудени за затворски казни. Евидентирана е сообраќајна незгода во Гостивар. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово со соодветна судска наредба вчера предпладне лишиле од слобода 58 годишен тетовец осуден на 6,5 годишна затворска казна за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотички други психотропни супстанции и прекурсори. Нешто подоцна исто така во Тетово лишен од слобода е и 49 годишникот Джепчиште, кој се барал за издржување на казна затвор во трајање од 6 години и 3 месеци, а за сторени кривични дела злосторничко здружување и злоупотреба на службена положба и областување. Двајцата приведени по кусото задржување во СВР Тетово предадени се во КПУ Идризово во Скопје. Од СВР Тетово информираат и за сообраќајна незгода во Гостивар. Имено вчера попладне околу 17 часот и 40 минути на улицата 18 ноември во Гостивар се случила сообраќајна незгода, во која учествувале 2 патнички возила Citroen Saxo со гостиварски таблици управувано од 29 годишен гостиварец и BMW, исто така со гостиварски таблици што го управувал 33 годишник од Неготино. Во судирот возачот на Citroenот и една сопатничка добиле телесни повреди и со друго
друго возило пренесени се во гостиварската болница, откаде по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. По овластување на јавен обвинител извршени убити се утврдува причината за несреќата и се друго, додека вкупната материјална штета се проценува на 60.000 денари. Полицискиот билтен бележи и пријавен инцидент. Според Савара Тетово, 45 годишен тетовец пријавил дека засега непознати сторители изминатите 2 недели му ги оштетиле, односно издупчиле 4 гумина собственото возило Пежо со тетовски таблици, кое било паркирано пред неговата куќа на улицата 170 во Тетово. Покрај тоа причинети му се и други оштетувања на возилото. Се преземаат активности за утврдување на материјалната штета и за откривање на сторителите. Во Средното економско училиште во Гостивар беше отворено инфокатче, каде учениците ќе добиваат совети и информации околу остварувањето на своите права. Активноста е дел од проектот имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија. Средношколците од економското училиште во Гостивар добија инфокатче каде што ќе може да се информираат и советуваат околу остварувањето на своите права и механизмите на заштита. Инфокатчето е отворено во рамки на проектот имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија, што го спроведува коалицијата сега во партнерство со невладината АДИ од Гостивар. Значи, во тоа информативно катче, самите деца правобранители и органите на училишната заедница ќе си закажат отворен ден и термин во кој ќе ги примаат учениците, во кој ќе ги информираат за нивните права, како да ги практикуваат, значи тие имаат обврски, меѓутоа имаат и права, на кој начин да ги практикуваат и доколку имаат некој проблем, на кој начин да достават представка до нив, а они ќе ја достават до стручната служба, па заедно со нив ќе ги решаваат проблемите кои евентуално би се јавиле во текот на наставниот процес во училиштето. Значи, моја обврска во Средното економско училиште е да ги застапувам учениците, односно да ги бранам нивните права. Доколку некое нивно право е прекршено, заедно со стручната служба се бориме за да успее во обработката на нивното право. Избрани бевме преку оглас, односно сама се пријавив преку претходно пријавен оглас и после тоа учествувавме на повеќе обуки за кои имавме нови искуства за дете правобранител. Цел на проектот е да го зајакне младинското здружување во училиштата преку формирање на ученичка организација составена од сите председатели на класови. Во економското училиште досега биле спроведени бројни активности, посети и обуки. Ова партнерство трае веќе 3 години, одлично соработуваме. 2 години наназад 8 деца праќаме во Швајцарија, во селото Песталоци, како резултат на интеркултурна размена, каде што нашите ученици се дружат со своји ученици, со ученици од различни европски држави, каде што разменуваат искуства во врска со образовниот систем, начинот на живење, култура, традиција, се стекнуваат со вештини, лидерски способности, способности за организација и така натаму. Освен во Средното економско, проектот се спроведува и во основното училиште Гоце Делчев, каде исто така ќе биде отворено инфокатче. Традиционално во пресред на новогодишните празници, Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смокот Тетово вчера вечер приреди вистинско музичко уживање. На новогодишниот концерт беше изведена хорска и инструментална музика, а најголем впечаток на публиката и остави изведбата на преработки на забавни песни. Вистинско музичко уживање во пресред на новогодишните празници вчера вечер приреди Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смокот Тетово. Публиката пак која вчера присуствуваше во ладната сала на Центарот за култура и овој пат не се штедеше, давајќи им громогласен аплауз на изведбите. Ова програмска активност е крајна во ова 2015 година, каде што ги заокружуваме сите активности во Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смокот Тетово. Инако во оваа година имавме 30 активности, од кои 16 беа
активности во надвор од Република Македонија. Се надеваме дека до година ќе имаме уште повеќе активности, бидејќи така се групирани програмските наши активности. Членството се зголемува секоја година, да тоа не радува што веќе се надеваме дека целокупното културно богатство во Тетово и Полошко веќе го презентираме, а со тоа веќе ја насочуваме нашата култура, традиција и уметност, која што на еден начин ни дава можности за презентирање многу подалеку отколку само во Тетово и Македонија. Вчерашниот новогодишен концерт го отвори мешаниот хор под диригентска палка на магистер Љупка Стериоска. Љубителите на хорското пеење имаа можност да уживаат во изведбата на традиционалните македонски песни како Елено Черко и Рум Дум Дум, а најголем впечаток на публиката ја остави изведбата на преработки на забавни песни. Публиката во вториот дел од вчерашниот новогодишен концерт имаше можност да се воодушевува во звуците на виолината, пианото и хармониката преку настапите на членовите инструменталисти на Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок од Тетово. Членовите на Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок од Тетово на веќе традиционалниот новогодишен концерт уште еднаш покажаа и докажаа како со љубов се чуваат и негуваат народните песни и обичаи. Инаку од формирањето во далечна 1922 година Сдруженијето именувано како Бинички, па преку неговото преименување во 1947 година се до ден денес Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок од Тетово се залага за зачувување и истражување на посебностите на богатото културно и уметничко наследство и негово поставување на сцена. Новогодишниот концерт на Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок беше поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и општина Тетово, а медиумски покровители бе радио и телевизија КИС. Тетовци утре ќе имаат можност да уживаат во шопинг еуфоријата во Ремал. Главната предновогодишна забава ќе се одржи утре, почнувајќи од 14 часот и 30 минути. Присутните ќе ги забавуваат Биг Мама, Владко Лозановски, диџеј Ерол и балетското студио Менада. Воедно ќе биде приреден и саем на занетчи. Хрватите се во шок по првото обраќање на новиот мандатар кој очигледно не го знае добро хрватскиот јазик. Овде сме да им служиме на хрватските градби, рече Тихомир Орешковиќ во првото обраќање, мислеше на граѓани. Луѓе, тој не знае хрватски, ова е шегување со целиот хрватски народ. Ништо не го разбирам кога зборува. Едно е сигурно, нито ќе го разбереме премиерот, а бога ми ни тој нас. Вакви и слични коментари осамнаа по социјалните мрежи по првото обраќање на Орешковиќ. Некој му изброија дури 30 грешки во обраќањето. Тој зборува со силен англиски акцент, со оглед на тоа што се школувал и долго време работел во Канада.
Турските медиуми јавија дека 18 мигранти денеска загинале откако нивниот чамец се превртел во Егејското море на пат за грчкиот остров Лесбос. Меѓу загинатите има неколку деца, од кои едно бебе. Според медиумите спасени се 21 мигрант. Чамецот отпловил од турскиот град Дикили, а се превртел поради големите бранови. Чамецот потонал во водите крај селото Бадимли. Во пожар во болница во Саудиска Арабија загинале најмалку 31 лице, а 100 биле повредени. Властите соопштија дека пожарот избувнал утрината на породилното оделение и на оделението за интензивна нега во болницата Јазан во јужниот дел на земјата. Се уште не се знае причината за пожарот. Повредените биле префрлени во други болници во околината. Кинеската полиција ги зајакнала мерките за безбедност во реонот во Пекинг, популарен меѓу странци, по предупредувањето од неколку амбасади за можни закани против нивни државјани. Американската, британската, француската и други амбасади соопштија дека добиле закани против државјаните од западните земји, кои престојуваат во реонот Санлитун за време на Божиќ. Полицијата вооружена со пушки го чува реонот во кој има неколку продавници на популарни брендови и неколку амбасади. Тајландски суд ги осуди на смрт двајца мигранти од Мјанмар за убиство на двајца британски туристи на тајландскиот остров во 2014 година. Смртната казна следуваше по истрагата и судењето, кое беше придружено со бројни недоречености, вклучувајќи ги обвинувањата за неспособност на полицијата, приложување погрешни докази и мачење на осомничените, пренесува Ројтерс. Најмалку 6 лица загинаа, неколку десеттици се повредени во бури и торнада кои го зафатија источниот дел на САД, соопштија денеска американските власти и нагласија оти се очекува зголемување на бројот на жртвите. Агенцијата за управување со вонредни состојби во Мисисипи соопшти дека најмалку 40 лица се повредени широм земјата. Во серијата торнада кои вчера погодија неколку држави во САД, голем број куќи се сериозно оштетени, а некои се срамнети со земја, додека најмалку 2 лица се водат како исчезнати. Националната служба за временска прогноза, која издаде неколку предупредувања поради лошите временски прилики, соопшти дека опасноста не минала, а уште посилно торнадо им се заканува на Тенеси, Алабама, Кентаки и Мисисипи. Денес имавме сончево и релативно топло време за овој период. По одделни котлини беше магливо и претежно тивко со променлива видливост и посвежо. Утринската температура се движеше од -2 до 1, а дневната од 3 до 12 степени. Според метеоролозите утре не очекува претежно сончево време со слаб до умерен северен ветер, по котлините со слаба магла. Утринските температури ќе се движат од -3 до 1, а дневните од 2 до 10 степени. Временската прогноза е последната информација и за овие регионални вести. Имајте пријатна вечер.